Драги Аргировски, пензионер наш, меѓутоа тој беше и председател на Сојузот на пензионери на Македонија. 2016 година, за жал, и јас станав пензионер. Уште по години не сум пензионер, вистински. Меѓутоа, таа година кога станав пензионер, тој беше начело на Сојузот на пензионери на Македонија. И она како гледа баш со восхит, човекот беше прекрасен. И во оваа прилика го поздравувам, ми е чест што ќе читам за него. Анализа на наши пензионерски верувања од Драги Аргировски, од професор доктор Вајќа Радевска. Мото: стекнување навика цел. Со навика продолжуваме работен век, цели и задачи. Како? Кога делото наши пензионерски верувања од Драги Аргировски го добив на подарок, голема радост ме облеа. Со големо внимание по навика го разгледа, а потоа и проучи. Свати. Авторот, како представник на група личности, кои го поминале активниот работен век, преминале во пензионери, не престанале со активности. Работната навика не ја смениле. Продолжуваат активно да се ангажираат. Се здружуваат во разни здруженија со разни активности. Навиката, што со сите методи и принципи ја имале во екзистенцијалното работење, ја реализираат во разни хуманитарни цели, во спортски и многу други активности, каде се чувствуваат исполнети и задоволни. Ако влезете во страниците на македонскиот создавач Драги Аргировски, ги видите објавените работни активности, сегашните и планирани идени. Откако создаденото оформено создание од определените мисловни операции на македонскиот создавач го проучи, бев среќна. Колку убаво ја опишува особеноста навика. Кај човекот, личност кој го завршил со возраста активното работење, својата навика не ја прекинал. Само го сменил името во пензионер. Продолжува со своите работни навики во разни, така наречени, пензионерски организации, спортување, дружење за здраво тело, здрав дух, поетско и прозно представување, музички и играорни представувања, чување на културно богатство, уметност, земеното го предава на следбеници. Многу ми остави печаток со гуманитарно меѓусебно помагање во било која дејност. Пензионерите го продолжуваат својот активен физичко-духовен живот. Гордо се да се дочека и таа доба на животот. Навиката од претходните разбени фази на човечкиот живот се реализира во пензионерските денови. Тоа се созданија од нашиот македонски создавач Драги Аргировски, хумановец, а хумановка чита, кој служи како пример на нас. Служи како пример на нас младите пензионери како треба храбро да чекориме во животот кој е упав во секоја доба. Му благодарам, му посакувам добро здравје, здрав разум, многу успеси во долгиот среќен живот со фамилијата. Честитки за вашето излагање. А ова, дали ти сакате да биде оправдано?